Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани ќе добие стратегија за одржлив развој за наредните 5 години, а во постапката за нејзиното изготвување се вклучени и граѓаните. Веќе се одржа првата од планираните 3 работилници на кои се собираат предлози за насоките за развој, а проектот е со подршка од Организацијата на жените при Обединетите нации. Со одржувањето на првата консултативна работилница, Општина Кочани го започна процесот за изготвување стратегија за одржлив развој за периодот до 2023 година. Изработката на стратешкиот документ ќе биде спроведена низ транспарентен процес со вклучување на сите клучни засегнати страни, јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, а со посебен фокус на родовата интеграција во сите аспекти на процесот. Целата постапка ќе ја водат надворешни експерти од UN Women, организација која преку регионалниот проект Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа ја финансира изработката на стратегијата за развој на Општина Кочани. Идејата е сите граѓани да дадат предлози за тоа каде ја гледаат иднината на Општина Кочани, кој ќе биде фокусот на општината во наредните 5 години, за да може општината соодветно да се насочи, да ги насочи своите средства и своите напори во остварување на тие цели. На некој начин тие треба да дадат визијата за тоа како сакаат нивната општина да изгледа во следните 5 години. Според градоначалникот Илиев, изработката на стратегијата за одржлив развој е важен документ што ќе и помогне на локалната власт да ги опфати и да бара начин да ги задоволи потребите на граѓаните. Затоа се одлучивме за една оваква акција, каде што ќе бидат вклучени сите и сите ќе можат да дадат допринос и да се чувствуваат дел од стратегијата која во иднина треба да биде наш патоказ и водач према нашите задачи. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на организацијата на жените при Обединетите нации, кои го прифатија нашиот повик, нашиот апел за поддршка и помош во реализацијата на овој проект. Според предвидената динамика, во текот на следниот месец ќе се одржат уште 2 работилници, на кои заедно со граѓаните ќе бидат дефинирани главните насоки на развојот во стратешкиот документ. Се планира до крајот на јули да се изготви нацрт текстот на стратегијата за одржлив развој на Кочани, што потоа ќе треба да ја усвои Советот на општината. Советот на Општина Кочани в среда 30 мај ќе одржи својата 11-та редовна седница. Според предложениот дневен ред, советниците ќе разгледуваат 15 точки, меѓу кои се и информациите за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод за првите 3 месеци од оваа година, како и годишниот план за вработување во градинката. Телевизија Канал 8 ќе врши директен пренос од седницата што започнува во 9 часот. Оваа недела Општина Кочани ќе го реализира првото авионско прскање против комарците. Третманот ќе се спроведе в петок рано наутро, а ќе биде опфатена површина од близу 3000 хектари. На крајот од оваа недела ќе се реализира првата фаза од овогодишната кампања за уништување на комарците. Општина Кочани веќе го најави третманот од воздух, што ќе се реализира в четврток наспроти петок во периодот меѓу 4 и 8 часот наутро. Активноста е во рамки на законските обврски за заштита на населението од заразни болести. Со авиодезинсекцијата во Општина Кочани ќе биде опфатена површина од 3400 хектари во градот и во населбите од низинскиот дел на општината. Праскањето против комарците ќе го реализира стручна екипа од компанијата Бониер од Куманово, која и во изминатите години ја извршуваше истата услуга. За третманот против комарците ќе се користи препаратот Ауродил Супер ПБ, со кој се прскаше и минатата година, а е одобрен од Бирото за лекови со оглед дека не е штетен за луѓето и крупните цицачи. Исто како и лани и годинава се планира, освен од воздух, да има и прскање од земја. Двете третирања ќе се реализираат одделно, односно со праскањето од земја ќе се опфати површина од околу 1200 хектари во централното градско подрачје во приградските населби и во дел од населените места во општината. Општина Кочани ќе потроши над 1,5 милион денари за овогодишната 5-та поред кампања за прскање против комарците. Сумата е за околу 200.000 денари повисока од претходните години, со оглед што се проширува територијата на која ќе се третира,
а парите се обезбедени од локалниот буџет. Министерството за земјоделство ќе обезбеди повеќе пари за шумската полиција, со што таа ќе може поефикасно да се справува со бесправното сечење на шумите. Во наредниот период предстои потпишување на колективниот договор меѓу синдикатот и државата, со што на шумските полицајци треба да им се обезбедат и повисоки плати. Поголема ефикасност на шумската полиција на територијата на целата држава треба да се обезбеди со потпишување на колективниот договор меѓу државата, независниот синдикат на полицијата и синдикатот на УПОЗ. Тоа е договорено на средбата меѓу представници од Министерството за земјоделство и од двата синдиката, при што со колективниот договор ќе се обезбеди изголемување на платите на вработените во шумската полиција. Договорено е да се формира работна група со членови од трите засегнати страни, која ќе ги изготви условите во договорот, пошто ќе следи и негово потпишување. Исто така на средбата е разгледувано и прашањето за материјално-техничките услови за работа на шумската полиција, со конкретни активности за нивно подобрување. Во таа насока започната е процедура за обезбедување пари за купување униформи за шумската полиција, а во фаза на подготовка е и тендер од 1 милион денари за внатрешно уредување на просториите на шумско-полициските станици. Дополнително, Министерството за земјоделство обезбеди 60 персонални компјутери за шумско-полициските станици, а набави и сообраќајни елици за вработените во шумската полиција. Со драматизација и театарски представи синоќа во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани беше отворено 55-то издание на Драмскиот аматерски фестивал. Присутните на отворањето ги поздрави председателот на ДАФ Дарко Спасов, а фестивалот за отворен го прогласи градоначалникот Илиев. Во присуство на голем број гости и љубители на драмската уметност, синоќа во Центарот за култура Бели Мугри беше отворен 55-тиот Драмски аматерски фестивал на Македонија. На отворањето му претходеше драматизација според народни кажувања со наслов "Бегај ѓаволе, жена ми доаѓа" во режија на Бојан Подгоршек, а во изведба на културното друштво Шатор Шторија од Словенија. Свеченото отворање на фестивалот се одржа на сцената на Центарот за култура Бели Мугри, а присутните ги поздрави драматургот Дарко Спасов, кој што е и председател на годинешното издание на ДАФ. На овој фестивал 55 пат, а мој прв пат, доаѓаат 16 представи. Тоа не се случува туку така. Тоа се случува 55 пат. И доаѓаат во Кочани 250 гости, тоа се 250 туристи, 250 луѓе од другите градови кои што ќе се сетат дека ние прв пат во Кочани јадевме конци, пиевме пиво, гледавме представи, првиот пакнеж го имавме, преубаво е во Кочани. А знаете дека секој што почнал во театарот, почнал во Кочани, не постои човек, не постои отврвот на театарската уметност, дали е тоа глумец, режисер, дали има бројува, што животот го почнале како врвни уметници во Кочани, како деца. Фестивалот за отворен го прогласи градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, кој ги поздрави присутните. Кочани веќе пета деценија има посебно место и улога во организацијата на најзначајната аматерска театарска манифестација во државата. Фестивалот му дава уметнички белег на Кочани, го димензионира како центар на драмскиот аматеризам и представува значаен дел од глобалниот мозаик на македонскиот театар. Градот на Оризот ја презеде организацијата на годинашните на тогашните драмски смотри во 1977 година, а со текот на времето фестивалот се преформира и широко ги отвори вратите на организирани и културен развој на аматерската, а подосна и на альтернативната сцена кај нас. Така во 1992 година смотрите станаа фар, а 18-та година поред е под името Драмски аматерски фестивал на Македонија Кочани. Годинава на наше големо задоволство ДАФ доаѓа со голем тран освежување. Многу од придружните настани кои му дава живот
се поставени на отворено поблиску до публиката. Доаѓа звучни имиња да промовираат дела, се организираат настави за креативни индустрии, а компементарните активности ќе бидат постојано присутни. Очекуваме деновите што следуваат да бидат културен празник за Кочани, за кој многумина ќе најдат мотив да бидат дел од нив. Веднаш по отворањето на фестивалот беше одиграна представата "Многу врева за ништо" на Вилијам Шекспир во режија на Слободанка Чичевска, а во изведба на гимназијата Кочоравци од Велес. По неа драмското студио при Центарот за култура Бели Мугри ја одигра представата "Пеликан" од Аугуст Стринберг во режија на Перо Даниловски. На вториот ден од фестивалот напладне беше одиграна народната приказна "Токмаците и Билбилот" во режија на Мартин Милчевски во изведба на Основното училиште Ванчо Праќео Делчево. Според програмата, вечерва на сцената на Центарот за култура Бели Мугри, прикажување на представата "Покондирена тиква" во режија на Уна Николовска во изведба на актерите од училиштето Раде Јовчевски Корчагин од Скопје. И во 22:15 игра представата "Ана е чекала" во режија на Тијана Петровиќ во изведба на актерите од Домот на културата Радивој Увалик Бата од Прокупле, Република Србија. Понатаму до крајот на неделата ќе следуваат уште театарски и куклени представи, како и други придружни активности и настани како дел од фестивалот. Кој сум јас? Стратегии за пишување и предизвици во современиот театар е темата на креативната работилница, што ќе се одржи во организација на Кинокултура Скопје. Центарот за култура Бели Мугри од Кочани ги поканува сите професионалци во театарот, студенти, новинари, истражувачи, преведувачи од германски јазик и љубители на театарот да присуствуваат на работилницата, чиј што предавач ќе биде Улрике Зиха, драматург и драмска авторка од Хамбург, Германија. Од Центарот за култура Бели Мугри Кочани ги информираат и воедно покануваат сите професионалци во театарот, студенти, новинари, истражувачи, преведувачи од германски јазик и љубители на театарот на инспиративно предавање и креативна работилница со Улрике Зиха, драматург и драмска авторка од Хамбург, Германија. Предавањето е во организација на Кинокултура Скопје и Македонскиот центар на Институтот за интернационален театар. Станува збор за предавање кое што ќе овозможи преглед на актуелните трендови во современиот германски театар 2010-2017 преку видео и текстовни примери. Драмската авторка Зиха ќе ги представи влијателните гласови од доменот на пишаната драма, поделениот театар и друг тип на текстовни продукции, нудејќи директен поглед во поврзани дебати. Предавањето е отворено и е наменето за сите театарски уметници, истражувачи, професори, студенти, новинари, книжевни преведувачи од германски јазик, како и за сите љубители на театарот, а истото ќе биде на англиски јазик без превод на македонски. Работилницата пак под наслов "Кој сум јас? Стратегии за пишување и предизвици во современиот театар" е наменета за драмски автори кои се на почеток на својата кариера. Ќе бидат дискутирани предизвиците и хазардерството на современото драмско пишување, вклучувајќи ги и променливите видови на авторство и нивниот импакт врз позицијата на авторот во театарот денес. Работилницата е наменета за драмски автори, писатели, поети, преведувачи од германски јазик, кои зад себе имаат најмалку еден објавен или еден поставен драмски текст, најмалку една објавена авторска книга или најмалку еден книжевен превод. Иницијатори и организатори на гостувањето и соработката со Улрике Зиха е Македонскиот центар на Институтот за интернационален театар во соработка со Гете институт Скопје. Партнери на проектот се Кинокултура Скопје. Овој проект е дел од програмата Сирота мала богата драма, програма посветена на недефинираното место на современата македонска драма, дома и во светот, дизајнирана од доцент доктор Иванка Апостолова, ликовен антрополог, раководител на Македонскиот центар на Институт за интернационален театар.
Инаку Улрихе Зиха е драмска авторка и драматург. Живее и работи во Хамбург, Германија. Координатор е на германската секција на Европската мрежа Eurodrama. Своето знаење и методи за драмско пишување ги споделува на многу меѓународни фестивали за театар и изведбени уметности во Европа и светот. Досега соработувала на представи во режија на еминентните Александер Ланг, Волфганг Енгел и други, а досега има стекнато повеќе престижни награди. Со цел собирање на финансиски средства за лекување во Русија, Наташа Стојанова од Кочани, мајка на Андреј Стојанов, кој што боледува од церебрална парализа, започна со продажба на рачно изработени украси. Се надева на помош и разбирање од страна на хуманите луѓе. Декоративни украси кои сосема сама со помош на нејзината креативност ги изработи Наташа Стојанова, мајка на 25-годишниот Андреј Стојанов од Кочани, кој што боледува од церебрална парализа и на кој му се потребни финансиски средства за лекување во Русија. Поидувајќи од фактот дека не се доволни само телефонските броеви за донации, Стојанова нашла начин како преку искористување на својата креативност и талент да му помогне на синот Андреј во собирањето на средствата за лекување. Ја мислам дека јавноста е доволно запознаена за случајот на Андреј, дека тој треба да оди на лекување во Русија со матични клетки, па ја за да не биде само тоа собирање преку донации со телефонските јавувања и донации од одредени правни и физички лица фирми, измислив еден мој начин на собирање на донации, односно почнав да правам украси, кои што украси ќе бидат изложени за продажба, со што исто така би се собрале и одредена сума на пари. Украсите се интересни, изработени се, лично моја изработка, тоа рачна изработка, во кој што се употребени, како што гледате, различни видови на материјали, како што се филџани, суво цвеќе, вештачко цвеќе, бисери, значи се нешто што ми е дојдело дало некоја инспирација, е употребено и е направено некој според мене интересен украс. Па затоа ги молам хуманите луѓе, фирми и сите објекти на кои што им е потребно украсување, со што би го украсиле нивниот амбиент да биде попријатен, поинтересен, да купуваат со самото купување те и донираат, порачаат, значи ова е само дел од мојата изработка. Дека е точна изреката, ако се сака, се може, покажува токму постапката на Наташа Стојанова, која што сама, без никаква помош, се бори во животот за да го исправи својот син. Оди на работа, се снаоѓа само околу грижата на синот, на кој што заради болеста му е потребна 24 часовна нега. И на сето тоа наоѓа време да ги изработи овие украси, водена од непрекинатата желба да му помогне на својот син да ги собере парите за лекување во Русија, кое што пак треба да му овозможи подобрување на квалитетот на живот. Се надева дека упорноста ќе се исплати и дека ќе се појават хумани луѓе, но и фирми, ресторани или кафе-барови, кои ќе сакаат да купат од рачно изработените украси и вазни, и со тоа ќе покажат својата хуманост и ќе му помогнат на Андреј. Украсите може да се порачаат на Facebook страната на Наташа Стојанова во инбокс, како и на телефонскиот број 078 272 804. Овие украси ќе бидат изложени и на штанд што ќе биде отворен по повод празникот на градот Кочани Петровден. Инаку за Андреј Стојанов се уште може да се донира и на телефонските броеви 070 143 110 и на ВИП без префикс 143 480, како и на жиросметката за донации во Тутунска банка. Следува информацијата од спортот. Баскет Дино го освои четвртото место меѓу најдобрите 4 кошаркарски екипи во М14 лигата кои играа на завршниот турнир.
На така наречениот Final Four, нашите кошаркари во борбата за трето место загубија од МВП Струмица, откако во првата средба беа поразени од тимот на Вардар од Скопје. Младите кошаркари на Баскет Дино, кои се надпреваруваа во М14 лигата, останаа без повисок пласман на завршниот Final Four турнир, што се одигра во Струмица. Момчињата на тренерот Сашо Лазаров се најдоа на 4-то место во борбата со екипите на Вардар и Партизан Мултишпет од Скопје и домакинот МВП од Струмица. Во средбата за освојување на 3-то место, Баскет Дино доживеа пораз од 90-70 од струмичките кошаркари. Во првото коло пак, нашата екипа не успеа да им се спротивстави на своите врсници од екипата на Вардар од Скопје, загуби со 84-57, со што ја пропушти шансата за пласман во врвот. Во финалната средба меѓу скопските екипи, подобри беа младите кошаркари на Партизан Мултишпет, кои ги победија своите градски ривали со 84-73. Со тоа тие го освоија првото место на завршниот турнир и се стекнаа со шампионската титула во М14 кошаркарската лига. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.